Власта се игра топло-ладно со дигитализацијата на учебниците и покрај повлекувањето на законот од собраниска процедура, повторно ќе биде предмет на јавна дебата. Родителите од иницијативата Учебници и настава мора да има најавија протести и бојкот на наставата во следната учебна година. После 15 август ќе одиме со поригорозни мерки, ќе го блокираме влезот пред Министерството на образование, ќе ја блокираме улицата и секако најважната работа од 1 септември воопшто деца на училиште нема да се појават. Затоа јавно кажувам дека ние нема да отстапиме затоа што ова повлекување на законот е само за да нема референдум, а бидејќи ние не се плашиме да покренеме референдум, воопшто не се плашиме и ќе одиме до крај се додека не ги исполниме нашите барања. Министерката за образование Мила Царовска тврди дека реформите во образованието ќе се спроведат, а Министерството и владата продолжиле со подготовка на дигиталните материјали за учење. Иако од минатата недела предлог законските измени за Законот за учебници не се во собрание. Дигитализацијата е неизбежна. Не станува збор дали ние сакаме или не ќеме, тоа е глобално прашање и пандемијата покажа дека ако нешто научивме, тоа е дека брза дигитализација на процесите е потребна итно, затоа што секогаш од сега натаму може да се случат вакви ситуации кои што се неочекувани и само државите кои што се спремни ќе одговорат многу побрзо. Измените во Законот за учебници кои предвидуваат учениците да учат од таблет или лаптоп предизвикаа многу остри реакции и контроверзи во јавноста. Експертите алармираа за сомнежи дека со дигитализацијата всушност ќе се спроведува промена на наставните содржини согласно барањата на Грција и Бугарија. Родителите и учениците протестираа, бараа референдум и ја бојкотираа наставата, но досега ништо од таа борба не вроди со плод.